Добар ден на сите, ќе почнеме со денешната презентација. Јас сум Драган Гоџо, адвокат од адвокатско друштво Гоџо Кичеец и Новаковски од Охрид. Еден од партнерите заедно со брат ми Александар, кој што исто така предавач во текот на оваа обука. Денешната тема, како што гледате на дисплејот, е правна сигурност и владење на правото, случај Македонија. Уште веднаш од насловот може да се забележи дека имаме некој проблем во Македонија чим е ставено во насловот на оваа презентација. Кога станува збор за правна сигурност, правна држава и владење на право, основен правен извор од кој што црпиме право е Уставот на Република Македонија, кој што во неколку членови ги дефинира поимите. При тоа, член 8 од Уставот содржи листа од темелни вредности кои што се повеќе на број, меѓутоа за потребите на оваа презентација ќе го издвоиме владењето на правото како еден од темелните принципи од Уставот на Република Македонија. Во понатамошниот дел ќе го дефинираме. Исто така извор на право во врска со денешната презентација и член 9 од Уставот, кај што на поинаков начин се детерминираат и се дефинираат позицијата на граѓаните во Македонија, кај што е забранета било каква дискриминација, утврден е принципот на еднаквост на слободите и правата, без разлика на пол, раса, боја на кожа и така натака. Овде би го потенцирал елементот кај што стои дека граѓаните се еднакви без разлика на нивната општествена положба, поготово врска со примерите кои што понатака ќе ги презентираме во текот на оваа презентација, што очигледно ќе представуваат отстапување од ова правило и тоа е она зашто ние имаме случај Македонија, кај што во повеќе институции меѓународни е констатирано дека кај нас баш и не важи баш до крај тој принцип на владење на право, принципот на еднаквост пред закон, како и принципот на правна држава. Некаде истовремено со значењето на принципот на владење на право, исто така важен и принципот на правна сигурност. Принципот на правна сигурност, како и самиот термин што укажува, е принцип според кој однесувањето на државните органи може да се предвиди. Што тоа значи? Тоа значи дека за правна сигурност, за да се донесе една деловна, правна, инвестициска или било каква друга одлука која што ја носат правни или физички лица, граѓани или институции, треба да бидат сигурни барем во догледно време дека правната состојба и прописите кои што важат до тој момент нема да бидат во брзо време изменети, па нивната одлука да стапат во некој правен или деловен однос да биде доведено во прашање. Типичен пример за тоа, бидејќи презентацијата би била сувопарна ако се задржиме само на читање на дисплејот и на интерпретирање од страна на предавачот. Типичен пример за правна несигурност би бил случај, например, инвеститор сака да купи земјиште на кое што по урбанистички план е предвидена градба и токму во моментот кога ја носи одлуката, кога склучува договор, кога плаќа купопродажна цена и наеднаш во органите на локална самоуправа оди и гледа дека во меѓувреме
деталниот урбанистички план престанал да важи и дека е предвидено нешто друго на таа локација. Такви случаи кај нас има многу. Едноставно кај нас законите брзо се менуваат, а и деталниот урбанистички план е истовремено општ пропис и тој подлежи на чести, брзи и изненадни промени, за кои што веројатно има други интереси, меѓутоа кои што доведува до некој облик на правна несигурност. Понатак, за правна сигурност потребно да има закони. Нормално, тие се правен основ за граѓаните да ги остваруваат своите права. За правна сигурност, исто така од друга област, поготово од казненото право, во член 14 од Уставот на Република Македонија е предвидена забрана за ретроактивна важност на законите, меѓутоа само за казниви дела. Тоа е универзален принцип кој што го прифатила и Република Македонија и кој што нормално ја штити онаа правна ситуација кај што не може за действија кои што некое лице ги сторило во минатото, а не биле казниви, да се донесе денеска пропис и тие действија ретроактивно да се прогласат за казниви и лицето да биде подложено на казнена постапка. Тоа го штити Уставот и забраната за ретроактивна важност на законите е посебно ставена и во Кривичниот законник на Република Македонија. За правна сигурност важен атрибут е јавно објавување на законите. Што тоа значи? На прв поглед е тоа очигледна и логична и лесно остварлива предпоставка, меѓутоа дали е тоа така во Македонија? Законите во Македонија се објавуваат во службен весник на Република Македонија, за кој што има посебна фирма која што го печати, имаат и веб страна, меѓутоа граѓаните немаат право на бесплатен пристап на законите кои што се тековно донесени. На законите во Македонија, како и во секоја држава, ги носи собранието или парламентот. На веб страната на собранието на парламентот може да се најдат дневен ред на седниците, може да се најде и списокот на донесени закони, меѓутоа, јас колку што знам, не може да се најдат во пишана форма во официјална верзија објавените закони, така да за владењето на правото и правната сигурност, очигледно во Македонија имаме проблем во делот како граѓаните да знаат кои закони се донесени на дневна основа и очигледно тоа е проблем кој што треба во иднина некој од нас, правниците, да го надмине. Понатак, преска споменав дека честата промена на законите му штети на принципот на правна сигурност и тоа со оправдана причина. Одма да кажам еден пример. Например, компанија сака да инвестира во некоја гранка од стопанството. Влегува во сделка, набавува машини, регистрира фирма, прави деловен план, набавува суровини и наеднаш дејноста која што сака да ја обавува, државата ја прогласува за некоја дејност од посебен интерес и за неа предвидува некоја концесија. Пример. Тоа се очигледно непредвидливи и чести промени на законите кои што граѓанинот како инвеститор или фирмата како инвеститор не можеле да ги антиципираат претходно, бидејќи едноставно деловната одлука ја донеле врз основа на важечките закони и наеднаш се наоѓаат во ситуација кај што им се доведува во прашање сделката, бизнисот, финансиите и така натака.
Значи за правна сигурност не треба законите толку често да се менуваат, треба да бидат одмерено напишани, треба да бидат добро концепирани врз основа на јавна расправа и треба граѓаните да бидат запознаени со нивната содржина уште во фазата на нивното донесување и претходно во фазите на јавни дебати. Значи овај честата промена на законите негативно влијае врз правната сигурност. Кога сме кај правната сигурност, некако оваа лекција од правото брзо поминувавме преку неа, мислевме дека е тоа нешто што се предпоставува, мислевме дека тоа е нешто што е гарантирано. Јас лично сум мислел дека никој пат нема да имам потреба да дискутирам на таа тема, меѓутоа очигледно не е така. Доказ за тоа е и што темата станала предмет и на ова предавање. Многу близко до концептот на правна сигурност е концептот на владење на правото. Исто така и за овај принцип, правниците кога го среќаваме во основите на правото, кога го среќаваме во уставното право, кога го слушаме на јавни дебати, кога го слушаме на дебати на Собранието на Република Македонија, некако исто така сметаме дека тој принцип едноставно го почитуваме, дека тој принцип кај нас важи, меѓутоа очигледно и тука имаме некој проблем. Јас со помош на ќерките баравме, пошто едната ми е дипломиран правник, па и дадов некоја задача да побаравме какви све дефиниции има за владење на право. Најдовме неколку дефиниции. Ова е првата дефиниција. Тоа е вика принцип според кој сите луѓе и институции се однесуваат според закон и се одговорни пред закон кој е праведно применуван и спроведуван. Кои термини се важни во оваа дефиниција? Дефиниција како дефиниција, значи ќе видиме дека има неколку дефиниции, меѓутоа во секоја од нив има по нешто за што вреди малку да се продискутира. Например, зборот одговорност. Овде се споменува дека одговорност имаат сите луѓе и сите институции. Значи не само граѓаните, кои што треба да ги почитуваат законите, туку и институциите имаат одговорност да ги почитуваат законите онака како што се напишани. И таа примена на законот од страна на институциите треба да е праведно применувана. Тука го потенцирам зборот праведно, кој што во понатамошниот дел на дебатата негде ќе се појави и зошто е тоа толку важно да биде праведно, бидејќи има случаи кај што примената на некој закон може да биде селективна. Може законот да важи за еден, а да не важи за друг, поготово во делот кога некого треба да санкционираме заради негово однесување или пропуштање. И сега за ист настан, за исто однесување на два правни субјекти, институциите можат да превземат правни мерки према едниот субјект, а да не превземат према другиот. Превземајќи према едниот, гледано легалистички би било законито, бидејќи веројатно институциите утврдиле повреда на некоја норма или закон, меѓутоа фактот што пропуштиле да интервенираат према другиот субјект укажува дека имаат селективен или арбитререн однос према едниот од нив и очигледно тоа не е праведно. Значи и постапувањето по закон за еден, а пропуштање за интервенирање според истиот закон према друг, представува повреда на владење на право и значи неправедно
применување на законот од страна на институциите. Друга дефиниција. Од оваа дефиниција која што ќе ја прочитате, јас би се задржал на терминот со кој што е коментирано дека е негативна појава ако има произволно постапување од страна на поединец или група на поединци. Што значи тоа? Тоа исто така укажува на некоја повреда на законот, укажува на произволно, арбитрерно, субјективно постапување од поединец или група на поединци кое што прави дискриминација по однос на друга правна ситуација за ист случај, што исто така е негативно. Во оваа дефиниција број 3, владењето на правото некој го дефинирал како процес во кој законите се донесени, администрирани и спроведени и е достапен, фер и ефикасен. Оваа дефиниција укажува дека не е потребно законите само да бидат донесени, туку треба органите на државната управа, органите на државната власт, судовите и сите институции кои што имат јавни овластувања, законот да го применуваат, спроведуваат. Исто така тој треба да биде достапен, фер и ефикасен. Сите овие термини имаат свое значење, кај што, ето, пошто за правично или фер зборевме преска, исто така ќе се задржам тука на терминот дека процесот треба да биде достапен, фер и ефикасен. Што значи тоа процесот да биде достапен? Имаме процес на донесување на закони и процес на спроведување на закони. Во двата процеси треба граѓаните да бидат запознаени зошто законодавецот одлучил да донесе некој пропис, треба да биде запознаен со целта на донесување на некој закон, или ако некој закон се изменува, треба да биде, граѓаните треба да знаат што е тоа што во стариот закон не било во ред, па сме влегле во постапка на негова измена или дополнување, и тоа треба да е направено на транспарентен начин. Организацијата на Обединети нации има во поглед на делот за владење на правото од сите разни дефиниции и принципи и дилеми кои што биле поврзани со класифицирање на атрибутите кои што се однесуваат на владењето на правото, издвоила 4 универзални принципи. Првиот принцип е дека владата и нејзините представници како и поединци и приватни субјекти се одговорни пред законот. Колку и да гледа тоа логично и едноставно, изгледа во пракса е тешко да се спроведе, поготово во делот на одговорноста пред закон. Вториот принцип би бил дека законите се јасни, објавени, стабилни и единствени, се применуваат еднакво за сите и ги штитат основните права, вклучително и заштитата на личноста, имотот и некои други човекови права. Овој универзален принцип исто така е многу важен, бидејќи ги користи термините дека законот треба да е објавен, треба да е јасен, бидејќи нејасен закон, правниците го викаат каучук норма, кој што е растеглив на начин да за некого створи права, а за некого по истиот закон, во иста ситуација, правата не важат. Затоа нормите треба да се јасни и тука треба да се обрати внимание на
постапката за донесување на закони, поготово на пишувањето на текстот на законот, кој што номотехнички треба да ги задоволи принципите истиот да биде јасен, прецизен и лесно разбирлив за применување. Третиот универзален принцип е дека процесот на донесување, администрирање и спроведување на закон треба да е достапен, фер и ефикасен. И од претходните мои образложенија од оваа дискусија се задржав на термините достапен, фер и ефикасен. И четвртиот принцип е дека правдата се дели навремено од страна на надлежни, етички и независни представници и неутрални кои се во доволен број, имаат соодветни ресурси и се одраз на заедниците на кои им служат. Овој принцип некако посебно треба да важи за Македонија, бидејќи мултиетничка држава, кај што последниот атрибут дека бројот на представници на кои што учествуваат во правораздавањето треба да биде прво по број доволен за да ги задоволи потребите на граѓаните, а второ и треба да биде одраз веројатно пропорционален на заедниците на кои им служи. И тоа ми се чини кај нас се остварува. Овде во четвртиот принцип би се задржал малу на терминот дека правдата треба да се дели навремено. Што тоа значи? Кога го читам овој принцип, на ум ми паѓаат случаите кои што траат неосновано долго, било пред управни органи, било пред судски органи. Како, например, во тек се во Македонија процеси на донесување решение за приватизација на градежно земјиште кое што порано било национализирано. Тоа се термини од времето кога јас бев студент, сега ги лечиме раните од лошите закони порано, меѓутоа се води постапка за приватизација на земјиште кое што порано било национализирано со акт на државата. По моje сознание, таквите постапки траат со години. Значи, ако актот за национализација, кој што пред едно 40 години го донела бившата држава и го прогласила градежното земјиште за државно со еден закон, во еден ден, сега ние мислам дека влегуваме во 17-та година, кога првиот закон за трансформација на градежното земјиште беше донесен, а се уште постапките се во тек. Голем дел од нив. Тоа не може да биде дефинирано како навремено делење на правдата. Бидејќи зборот делење на правда не значи дека некој со некого се расправа, туку едноставно значи остварување, може да биде и тоа, затоа ќе зборуваме покасно, меѓутоа делење на правдата значи и остварување на некое право, кое што се остварува или пред суд, или се остварува пред надлежен орган. И значи, тоа треба да биде навремено, во разумен рок, зашо посебно се осврнува Европската конвенција за човекови права, зашто ќе имаме прилика да зборуваме покасно. Покрај тие 4 наведени принципи, според World Justice проектот, утврдени се 9 фактори според кои што по World Justice проект се оценува секоја влада за да добие индекс на заштита на човековите права и на принципот на владење на правото. Првиот фактор е ограничување на владините овластувања. Што тоа би значело? Тоа би значело дека во секоја држава, поготово во Македонија, имаме тенденција да принципот на поделба на власта биде нарушен
на штета на два дела од власта во полза на еден дел од власта. Дали некој знае да ми каже како е поделена власта во Македонија? Според уставот. Законодавна, извршна и судска, одлично. Кажете ми, која власт е доминантна во Република Македонија? Има ли некој? Извршната. Како се викаш? Јас се викам Драгана. Драгана исто мисли како јас, дека во принципот на поделбата на власта во Македонија, извршната власт на некој начин ги засенува другите две власти, и тоа веројатно не е случај само кај нас. Меѓутоа, проблемот е во тоа да другите две власти треба да вршат контрола врз извршната власт, а треба државата да створи правни инструменти и да го овозможи тоа. Само на оваа тема би можело многу да се зборува. Во суштина тоа значи дека парламентот секој пат треба да биде коректив на владата, без разлика што мнозинството од парламентот ја избрало владата. Меѓутоа, тој коректив веројатно тешко се остварува кај нас од разни причини. Меѓутоа, во иднина, ние како правници треба да знаеме каде е проблемот, да го лоцираме и да им го дадиме на другите две власти кои што се запоставени вистинското место во правниот поредок. Вториот фактор е кој што се цени е отсуство на корупција. За корупцијата како општествен проблем сте читале и сте слушале многу. Веројатно корупцијата секаде постои, некаде повеќе, некаде помалку. Подложни на корупција се органите на државната власт и што поголема е власта што има органот, тоа поголем е ризикот таму да се створи корупција. Што помала е контролата врз одлуките што ги носи некој орган, тоа кај него ствара све поголеми апетити и храброст да влегува во коруптивни сделки. Кои би биле причините за корупција? Има ли некој идеја? Например, од кои причини некој влегува во коруптивна сделка? Да, еден од причините е финансиски. Друга причина, дали има некој друга идеја, зошто некој би влегол во корупцијска сделка, освен за финансиски цели? Има ли? Молам? Моќ, точно. Значи, моќ треба да подразберам дека некој бара да биде ставен на некоја позиција, така? Значи, мотивите за корупција се различни. Некој пат под корупција исто се подразбира барање да се добие нешто што значи добро вработување или поставување на избрана функција или ставање на листа за пратеници, за советници, ставање на листа во некоја добро платена комисија или управен одбор и така натака. Значи, сите тие работи се мотив за некој да влезе во корупцијска сделка, било од едната или од другата страна. Јавност и транспарентност на работата на органите на власт. Што мислите, дали органите на властот кај нас работат транспарентно? Кој орган на државната власт кај нас сметате дека не работи транспарентно? Имате ли идеја можда? Се слагам. Министерство за финансии, тоа е едно од нив. Дали судовите работат транспарентно? Јас пошто посетувам такса во суд, оваа од усаите, знам дека гледам како се работи. И како работи транспарентно или не? Воопште не работи транспарентно. Не работи транспарентно, така. Се слагам и со тебе.
Значи, очигледно кај нас за овај фактор ние би добиле некоја послаба оценка. Најчесто работам во суд и јас го делам твоето мислење дека судовите кај нас не работат транспарентно од многу причини. Мислам во многу елементи. Прво, судењата кои што треба да се јавни не се јавни доволно. Нема ограничен простор. И во Основниот суд во Тетово имам право да посетувам, да бидам присутна на судење. Те разбрав што сакаш да ми кажеш. По закон се судењата јавни и веројатно и фактички се јавни. Меѓутоа, ти си практикант, ти си во судската зграда и лесно можеш да влезеш во некое судење. Меѓутоа, ево што се случува во Основен суд Скопје, например, кривичниот суд, нема ни да те пуштат кај пријавницата, кај полицаецот со детектор, ти бараат покана, па ако немаш покана, те прашуваат кај одиш, во која сала, кај кое судење, па ти бараат лична карта и те пријавуваат, те запишуваат и на некој начин тоа е некој вид на ограничување и крајно кога ќе успееш да влезеш во зградата, во судницата има само 4 столчиња. Значи доаѓаш, ги поминуваш тие процедури, се качуваш на третиот кат, судница да речеме 11, таму судењето се најавува, влегуваат странките, има 4 столици, една е слободна за публика, а има 5 новинари и 5 граѓани што сакаат да слушаат. Значи не треба, отсуствува вистинската можност за јавност. Правно таа постои. Судијата во записник ќе напише дека е судењето јавно. Меѓутоа, де факто, колку е тоа јавно и колку граѓаните се слободни да дојдат на било кое судење да учествуваат, има практични пречки и ограничувачки фактори. Одиме понатак. Следниот фактор е колку една држава ги штити основните човекови права. Со кој документ меѓународен се штитат основните човекови права, дали некој знае од оваа страна? Со Европската конвенција за човековите права. Браво. Значи Македонија, како и повеќето европски, можда и сите европски држави, ја има ратификувано Европската конвенција за човекови права и со тоа ги исполнила меѓународните стандарди да влезе во друштвото на држави кои што тие права се обврзала дека ќе ги почитува. И веројатно се труди да ги почитува. Меѓутоа, при почитување на човековите права, освен потпишување на конвенцијата, треба да се применат и други прописи. Тоа се домашните прописи. Некои од домашните прописи се адаптирани кон нормите на Европската конвенција за човекови права, некои се помалку адаптирани, некои се спротивни на Европската конвенција за човекови права. Не викам дека е тоа намерно, можда не стигнале на ред да бидат апдейтирани и усогласени, а можда и некому му одговара да некои од тие прописи останат такви како што се, за остварувањето на човековите права да биде малце потешко. И тој фактор кај нас се вреднува, односно други го вреднуваат, како например од World Justice Project, како например од Америчката амбасада, од Советот на Европа,
од Европската Унија, сите тие организации, како и невладини организации, како што се Хелсиншки комитет, Amnesty International и други, Transparency International, сите тие ги вреднуваат параметрите за фактички да може човековите права да бидат остварени и остварливи во една држава. Петтиот фактор е насловен како ред и безбедност. Тоа значи дека принципот на владење на правото може да биде остварен само ако на територијата каде што се применува правото има ред и безбедност. Не може да се очекува дека има владење на правото во земји во кои што има воен конфликт, немири, протести од високи размери, ако има дел од територијата која што државата не ја користи, и ако има други причини поради кои што редот и безбедноста во една држава се нарушени. Следен фактор кој што е дефиниран од овај проект е спроведување на прописите, за кои што немам посебно што да кажам, бидејќи претходно се осврнавме на некои дилеми. Ќе се задржам на факторот број 7, граѓанско правосудство и кривично правосудство, фактор број 8. Граѓанско правосудство значи обврска на државата да обезбеди остварување на правата на своите граѓани, правни и физички лица, во остварување на своите права од граѓанската област. Тоа значи пристап до судови, до основните судови, апелациони судови и Врховен суд, за остварување на своји имотни, облигациони, семејни, трговски, финансиски и разни други права. За потребите на World Justice Project не е доволно само државата да обезбеди правна можност за некој да го оствари своето имотно или облигационо побарување пред суд, туку потребни се мало и некои други параметри. Например, во Македонија е идентификуван проблем во делот на остварување на факторот број 7, а тоа е давањето право на лица кои што немаат финансиски средства да поднесат тужба пред суд и висина и можност на лица кои што немаат финансиски средства без плаќање на судска такса да остварат свое граѓанско право. Е тука настануваат проблемите. Според новиот закон за парнична постапка, пристапот до суд во граѓанската материја е условен со предвремено или истовремено плаќање на судската такса за поедини предмети. Односно за сите парнични и извонпарнични предмети. За разлика од Македонија, да ви кажам која би била другата страна на диапазонот на човекови права, има држави каде што не се плаќаат судски такси. Јас слушнав дека во Австралија не се плаќаат судски такси и дека кога прашав зошто, ми рекоа па затоа ние плаќаме даноци за судиите да може да ни дадат правда. Значи, кога зборуваме за остварување на граѓанско правосудство, треба да имаме во предвид дека за некого од финансиска неможност да плати не е достапно граѓанското правосудство. Во Македонија има еден правен институт кој што се вика бесплатна правна помош, кој што наместо да го олесни пристапот на суд на граѓаните кои што немаат финансиски средства, испадна дека го отежнува. Пред да се донесе тој закон,
правата се остварува на ниво на општина и граѓанин поднесуваше тужба и бараше да биде ослободен од судска такса и судот во местото кај што се суди имаше право да го ослободи од плаќање судска такса. Значи судијата кој што го суди предметот можеше да го ослободи. Сега тоа се централизира на ниво на Република Македонија, значи барањето за бесплатна правна помош треба да се поднесе барање до Министерство за правда. И јас ги немам точните статистики, меѓутоа дознав дека во 2014 година многу мал број добиле, успеале да дочекаат да им одговори Министерството за правда, бидејќи самиот акт на барање на бесплатна правна помош е поврзан со вадење на многу документи за кои што исто така се потребни пари. Значи тој зачаран круг кој што на изглед представува некое право, испадна пречка за некоја категорија на граѓани што го повредува пристапот до суд како елемент од член 6 од Европската конвенција за човекови права. Значи тоа е пречка за некој да стигне до суд. На изглед мала, меѓутоа во бројки голема. Граѓаните не можат да изберат кога ќе им затреба правна помош во граѓанска материја. Например, граѓанин дознава дека при промена на катастарот од катастар на земјиште во катастар на недвижности, дека со некој авионско снимање дел од неговата парцела е запишан на комшијата. Тој граѓанин немал намера да се суди, тој граѓанин не е во лоши односи со комшијата, тој не собирал пари за да ги инвестира во судска постапка. Наеднаш државата со своите осовременување на катастарот, што се позитивни, значи, тенденции, му ствара потреба нужна да одма тој реагира и поведе некој вид на судски спор. И пристапот до суд негов е детерминиран со финансиски трошоци, значи има вештачење, има судски такси, има трошоци за адвокат, кои што се во многу случаи проблем. Значи луѓе имаат финансиски проблеми, работа, зеле плата, не зеле, имаат трошоци, непланирани, а наеднаш не од негови причини, од причини на усогласување на работа на државни органи, влегуваат во потреба да имаат спор, зашо не предвиделе приходи, и тоа е проблем, тоа е нивни проблем, за кој што државата нема инструмент да му обезбеди ефтин или бесплатен пристап до суд. Кај кривичното правосудство, секој лице, знаете што е кривично правосудство, тоа се оние делови од судската надлежност што се бават со обвиненија против лица за сторени кривични дела. Тука принципот на владење на правото треба државата треба да оствари и да даде можност да граѓаните ги добијат неколкуте важни постулати од кривичната материја. Значи, треба државата да овозможи да се почитува принципот на презумпција на невиност, да се овозможи принципот на еднаквост на странките во постапката, да обезбеди право на фер судење, да обезбеди право на бранител ако лицето нема пари да го плати. И тука се оценуваат државите во која мера ги исполнуваат стандардите за да се каже дека во конкретната држава владее принципот на владење на право. Во кривичната материја кај нас, кај кривичното правосудство, имаше исто така една анализа колку граѓани побарале
да им биде поставен бранител на трошак на државата и колку лица тоа го добиле. Не е проблемот само дали ќе добијат бранител, туку прашањето е каков бранител ќе добијат. Тука имаме повисоки стандарди и пониски стандарди. Пониските стандарди викаат ако некој нема пари да се брани, дека државата има инструменти да му обезбеди бранител и постапката оди да председателот на судот од некоја листа на бранители му поставува на лицето бранител по службена должност. Тоа така кај нас се вика. Кој што бранител треба да го плати државата на крај од буџетските средства. Тоа е едно ниво на правата. Има држави кај што ова исто право се остварува на друг начин. Кај што сите обвинети за кривични дела имаат право државата да им плати бранител. Зошто? Затоа што таа држава сметала дека сите граѓани уживаат право да се сметаат за невини, за презумпција на невиност, и дека државата е должна да им го плати бранителот, бидејќи државата се труди да го надмине тој принцип на невиност, и заради тоа му даваат право на граѓанинот да тој самиот си одбере бранител по негова желба. И државата превзела обврска да го плати тој бранител што е одбран. Колку што памтам, ова е случај од Данска. Не знам, брат ми дали се сеќава, имавме разговори со еден адвокат од Данска, кај што адвокатите немаат иста тарифа како кај нас, туку секој си прикажал кој адвокат со каква тарифа работи, меѓутоа тоа на државата Данска не и пречи. Државата Данска го плаќа онај адвокат што го одбрала странката, без разлика дали е од поскапите адвокати или од тие што наплаќаат поевтино. Значи, меѓу овие две крајности, од ставање на било каков адвокат до ставање на најскап адвокат по желба на обвинетиот, е диапазонот на држави кои што на некој начин го решиле правото на пристап, правото на остварување на кривична правда во кривичното правосудство. Во Америка има посебна служба, јавни адвокати, Public Defendants Office, кои што веројатно ги плаќа државата, меѓутоа нивната етичка компонента е така надмината да ниту еден државен службеник не се осудува да им рече ве плаќаме ние, постапите вака или онака. Тие го надминале тоа и затоа таму функционира. Кажи. Например, случај кога против обвинетен или покренат обвинителен акт и сега се доставува за одговор. Меѓутоа, обвинетиот нема средства за ангажирање на бранител и како тој самиот може да докаже дека тој нема средства да ангажира свој бранител кој што во соодветен одреден рок има за доставување на одговор на обвинетелниот акт, доколку не се достави ќе биде осуден за виновен поради неподнесување на одговор. И сега како тој може во тој период од 15 дена да му предочи на судот дека тој нема пари за бранител и дека му е потребно да му се назначи бранител по службена должност. Вака. Во кривична постапка кај нас, за да има странката право да му се постави бранител по службена должност, што го викаме, кој термин мене воопшто не ми се допаѓа, се смета на бесплатен бранител. Тоа е подигнато за кривични дела за кои што е запретена казна над 5 години затвор, Алек беше? 10. Уште полошо.
Значи, све до обвинителен акт за кривично дело до 10 години, тоа право не му следува. Што е исто, беше тема на една дебата, кога учествував во врска со измените на ЗКП, што го донесовме, ама измените на ЗКП кои што сега ќе се донесат, имаше интенција да се спушти бројката, бидејќи и 5 години затвор е многу, и 4, и 3, дури право на бранител по службена должност треба да има и лице за кој што за кривично дело запретена казна до 1 година. Зар законодавецот мисли дека 1 година затвор е ништо, па не му следува бранител по службена должност? Зар неговите 365 дена во затвор помалу вредат отколку поиќе? Значи тоа е тема за дискусија, а иначе недоставување на, значи одговор на обвинителен акт се вика приговор. И недоставување на приговор не значи дека ќе се донесе пресуда, зависи за, ако е обвинителен акт, тоа мора да оди на судење. Следниот фактор овде гласи неформална правда, и тоа во текстот таму што го најдов укажува на системи кај што правото и баш не функционира во најдобри перформанси, меѓутоа функционира нешто друго, например како племенски верски судови што нема врска со Македонија. Презентацијата ќе ви биде испратена на мејл. Таа е само инструктивна, тоа нема некоја наука во неа. Богатството е во дискусиите и во размената на идеи. Битно е да ги пратиме принципите кои што меѓународното право ги негува и контролите кои што меѓународната заедница ги прави, бидејќи има држави кои што успеале во висок степен да остварат принцип на владење на право, и ние треба нив да ги почитуваме. Ви благодарам, дали имате некое прашање. Благодарам на вниманието.